Здраво, другари на сите. Поздрав криптореволюция. Значи денеска имаме новости. Значи сите кои што има купено бродови оваа година. Значи Али вика during the snapshot earlier this year. Значи валјда не овие последните 2 месеци, туку многу порано, не знам точно ќе пишат кои имат купено бродови. Кај нас имат неколку души големи бродови, покажаваме, имат доста добри интересни награди. И ово е крајно изненадувачки, ја мислев дека после 6 јануари ќе прават airdrop, али ово не значи луѓе дека вие треба да купувате бродови, значи кажав и у другите видеа. Значи тие што чекат да и кажам ја да купуват бродови, подобро и да не купуват. Значи сериозна игра, доста скапа е за майнинг сектор, веќе се дадени наградите, натаму не знам што уште ќе дават. Значи јас сум презадоволен од ово, ја имам доста голема флота и си добив нешто што уште сега можам да го продавам на маркет. Значи добив се едно сериозно чудо што се вика за Ships Parts за Armstrong Imp Tab. Кидам клейм. Значи не ги направив клейм за да снимам видео. Ке ми ще вземе 0,62 центи. Да се надевам дека Solana Network ќе работи, за да ги направам сите тие airdropи. Тука е новото Ship Parts. Зашо не го дава одма, не знам, али валјда ќе треба да идам на сити. Ќе идам клейм на сити и да видам што ќе се појаве, па после чекай, ова мислам дека му направи више airdrop или? Ја па airdrop, мислам дека му направи клейм. Значи има сериозен трафик. Тука е паднато. Чекај ќе направам на сите клейм и после ќе видиме што е за дека е. Одам на сите клейм, па ќе видиме што ќе се падне. Значи тие што се ме послушале да си купеа бродови, без разлика мали, големи, майнинг, имат си airdrop. Другите игри па ништо не са ми дадели, ниту скинови, ниту чуда. Додека оваа игра и токени ми даде до сега и се. Колку ми беше дадело најголеми airdrop што го добив, на еден од волетите беше за колку беше 2000 и нешто долари, имав неколку волети со Юпитер, не се сеќавам видео дали ги им покажам сите, ама најголемиот ми беше достигнал и до 2000 долари. Па сега, другари, друга игра, никош од сите игри имам, никоја игра ми нема даа на толку награди. Гледа сега ќе видим овие тука колку вредат, кажи го, делови за бродо, дадеа ми, кога тестирав ми дадеа кру без пари, мојот кру кој знае колку пари вреде, не сум го ни проверувал. Последниот пат кога го бев проверил беше, то не го отворив целиот, негде над 3000 долари. Значи, а сега кој знае колку вреде, сигурно имам многу јаки, не ми се исплаќа сега да ги тргам, сакам да ми, гледаш, уклучени ми се на майнинг сектор ми се уклучени, сакам да ми копат. Немам намера сега да ги разгледам, пошто немам намера ни да го продавам тај кру. Другари, тие што сте помали играчи, подобро е да си купите Star Atlas DAO. Просто вие на која цена е Star Atlas DAO, што се вика е без пари. Значи
Кажа в преходните видеа, нон-стоп им пракет пораки що да правят, значи едно бродче, един екипаж да си купите да имате, за да ви е дали играта, ви дава акцес за надам за тестове, ама сериозно да улагат у бродови майнинг сектора, а мене ме праща упораки, не сте за играта дефинитивно, другари. Ако трябва я да ви отлучам, ви кажа в упораки дали да купите бродови или не, значи нямам намера по пораки да ви кажу май сега нацни тук, ай сега пратя флотата. Не, другари, има си и посебна група за Стар Атлас, кои са уложили. Гледам и там ги мразя да гледат видеята. Така да все некои немат време. Другари, планирам да снимам видео. Кой гледа. Кой не, братче, здраве да има. Може и да си изпуште некой airdrop, може и да си изпуштиле. Нивен проблем. Кидам клейм на сите и таман да ми ги покаже. Али кажа ви, прекинувам упораки, нямам време. Сега, например, аз снимам видео за Стар Атлас, кажувам за бродови и за тия работи и сега ти идиш, доеш си, например, от некъде, бил си на там и айде, 20-30 слуги ти пратиле пораки, що да правим, брат? Нищо, другари. Седете на кафе шема, има YouTube видео, не мора да ги гледате и това е. Ние ги си лапаме airdropи, преходно ми даде, кажи го, на ovaj wallet имам, нели други места за продажба на 11 до сега маме, ама я не купувам маминя, ама 120 ден. Беше, Сабайле кога стана, беше 130-140 долари от един. Че колко иде на all time high, колко я мислям нещо, не знам, не го пратам. Ки си го продаваме, ки си купам екипаж. Значи 138 долари има в улово. Дека беше... тук гледайте колко има различни. Овия скиновите, тай скин ми го даде, тай скин, тай, то чудо, ово чудо, исто ми го даде. Ово чудо, овай скин ми го има дадено. За другите не се кявам тай и овай мислям дека ми ги има дадено или ги бев купил, не се кявам, ама скинови ми дава. До сега гледате, оваа игра ми дава и скинови, ще не знам колко пари ке вредат. Ship parts ми даде един тон. Сега ке видим колко пари вредат, заради глупата Солана оде бавно, ама гледайте. Ке видим на маркето, директно ако сака може да ги продавам, защото няма шанси, ама... Играта за жал... Секој се случаи кога ќе земам да правам видео и тогава се највише активира играта позадина да копа и да ме коче. Другари, Shipart, ово е за Bounty Hunting, брода шо го имам. Той чудо едно време достигнаше и до 3000 нещо долари. Айде да видам тай дел колко пари, дали се продава. Некој морон, гледаш. Секој има глупи луѓе, брат. У сите игри, брат. Немам кеш, иначе би ги изкупил овие. Би ги изкупил и после да се... Един ова реално сте от 400 долари. Овие, гледай. Че има луѓе шо... Секош кочат одредени игри, разбираш, ставил 164 долари. И он не знае ово чудо, вместо да почекат, да видят колко е много луѓе брзат, разбираш, ома да стават, да продадат нещо, да правят. Краен моронизъм има у сите игри и поради тия игри паят вредностите на деловите. Тръчи 164 долари за игра, кои ще се развиват и тръчиш да продаваш, брат. Значи тай го проверихме, да видим ово чудо е за Rainbow. Да видим ово чудо колко вреде на маркето. 136 000 Атлас, 213 или 290 000, ово е у Атлас цената, али я гледам от долари. 269, братче. Чакай баш да имам 136 000. 136 000. Не, колко е? По 0.003714, да видим тук колко е. Братче, гледай, брат.
Гледай, човеч. Вместо от долари, я можем да го продадам у Atlas 136 000 моментално за 505 долари. Ела мозък има, брач. Ела ще е ставил тука. 136 000, брач. Уф. Значи да го оставям да се продава. Гледай, моронизъм, брат. Гледай, ставил на 269 долари. Але, о, чудо, гледай. 500 долари може да го продавам тази дел. Rainbow Om беше... Трябва да видам. Rainbow Om. Не си кявам. Значи около... Самия брод имаше различни цени от 900 долари, а замислете си, ovaj дел е 500 долари. Ще доста ке види интересно тия делови да видам у еднина. Не сум уште, значи денеска цел ден не бе в дома. Да видам тия делови колко, каква примена ки имат. Значи тук сум добил 3. PRX5, тия ми се малите търкачките бродови, мислям, да. Тия не верувам да вредят много. Значи 2290 стар Атлас, не вредят много. Али трябва да давам да вземам со кеш да ги изкупувам, па да немат уопще. Значи идеме в Fimbul, да видим Fimbul. Колко пари е ставен на маркет. Значи гледай, имам airdrop и отма може да го продавам офа. Тук машала, илядарка, тук е мороните. Значи са кеш да имам, щета шо немам. Ова е ставил реално, 1000, ова е окей 900, гледай ги. Секој ще има луѓе, ќе добият, разбираш и нещо. Сега разбирам го, ако има 10 овакви или 20, да речем, и една е ставил 235 долари, да я продаде, за да купи, да речем, стар Атлас токен. Али ја не би ги продавал. Еве, дека стигнавме за ово чудо. Значи овие имат повеќе делови, значи. Доста добро. Нема ништо не се продава на маркет. Ово значи ќе да вреде нешто повеќе. Чим го нема да се продава, значи е нешто ретко. Супер. Значи чим забушава маркетот толку бавно ми отвара. Значи има доста луѓе што седат. PRX4, нема да верувам ово чудо да вреде много, вие се тия помалите тркачките бродови. Машала, значи го нема. Значи никой не продава. Значи Opel Jet исто от... Да видим ово чудо. И шераут, не се продава ово. Значи нема, не дека не вреде туку, едноставно луѓе никој не ги да го продава. Шо е супер. Чекам малко. Чи Opel Jet 2, на мене ми се е паднало невообичаено, супер. Значи супер, значи ми се е паднале две екстра яки. А вие са обичните. Да. Овие обичните, колко вредат по $5 са ги ставили. Центи? What? Шо е на вие луѓе, брат? Не може да ги разберам, шо толку трчат да продават. Значи идеме на Rainbow Chi, ово ќе треба да вреди. Значи ја уклучам видео да снимам и одно ми се приспие, човеч. И ово ли бе ефтино стана? Шо е работата? 49, 150, па не е лошо. Другари, ја гледайте у кеш, нели, кој земе. Кој не го мрзе да преброje. Имам доста награди добиено, ама нема да ги продава. PRX6-ката, делови шо имам добиено, $52, супер. $52. Дека сте имам в PRX6, $50 еден. Ова имам 22. Че много са се паднали катия, затоа са ги ставили на центи. Fimbul, да видим.
Трябваше да ги трон да сметам от прилика, ама... Той го отворих сега, човече. 2 мегабайта мемория. Фимбул, Туфа Фейс, е Epic Dell. Значи 40, 150, значи повече се продават, по-изплатливо Star Atlas да се продаде. Значи това е Fimble Airbike, где да видим ovo чудо. 28 комада имам и овайка е центи сигурно. Да. Това чудо не продавам. Декстенав до Огрика. Да видим ден имам, колко ки вреде то чудо. Супер! 50 000, радо би го продал за 50 000, ама ако продавам, мада нема. Че да им шо ми остана друго. Значи Fimble Ecos, колко имам? 5. Epic. Супер airdropче, братче, нека се паят. Ovo е ефтинко, мада ако се продава у Star Atlas. Мада няма никой ще ги продавам я, пошто си ги чувам, играта още се развива. Значи, не знам шо какво. Това не е много скъп. Значи, Solus 3 имам. Другари, нека има, нека си дава airdropи. Супер. И сега да ги продавам, значи у Star Atlas, ки си взимам доста. Имам, значи, награда добиене 2, ще вредат доста. Ovo чудо исто. Че само да имам 27 000 по 0. Колко ли беше? 0.03 1 $100. Супер. Значи, другари, за играта, која што македонците не веруват, airdropче, ич да не веруваш, сега можеше, ако си има купено, да ги продадат и ќе взема паричка. Не верувале, ќе почнете да верувате шо малко, машала, супер. Супер. Дека стигнав. Чека, војам 17 комада. 17 комада по $90 най-ефтинио, да речеме. Тука оке, значи 17 имам, по $90 най-ефтинио. $1530 другари имам само от тоя NFT. $1530 сега вземам да ги продавам. Уф. И другите не ги сметав, забравив, тамо имав и други со по 22. 6 имам од ово чудо. 6 комада. Ајде да видиме. Че 129 000. Колко беше? Около $500, така ли? От прилика е. 6 комада имам. По 500 ли беа? $3000. Супер. Ке ми извините за математиката. Дигитронче. Не може да сметам, мозъкът ми е блокиран. 2 сато е. Значи $3000 имам тука. У Star Atlas. Atlas да си го продавам ако сакам, шо няма шанси. Значи 1500 другари, 4500 имам само от двете, заместа си другите забравив да ги сметам. Катастрофална грешка. Трябваше да ги пресметам. И да видам колко се вкупно имам. Значи имам от прилика, вие гледате видео да ги пресметате. Тук сигурно около 10 бона имам airdrop. Това е центи. Че стварно да видим дека беа тие. Леле, зашто не ги пресметав? Колко имам? Значи, ако другари некој него мрзе да пресмета, да не го правам сега видео 2000 минути,
Ако некой не го мръзе да вземе да пресмета колко имам, супер ке виде да пише. Частам го вечера у Македония Дексак. Да биде интересно сега да не вземам да сметам. Покажа ви какво се смета. Гледайте цената, коя е по-голема от и ако е по-мало USDT. Мисля му USD. Не, USDC беше там. Ако е по-мала, значи би го продадел Atlas Atlas. Кой не го мързе да пресмета в коментар, ако напише на YouTube видеото. Да пресмета от прилика колко е airdrop. Частам го вечера у Македония Дека Сака. У кой ресторант. Само да не е нещо да трябва да дойдем с хеликоптер. Другари, тук я мислям от прилика има 10 000 долари airdrop, ако не се лажа. От прилика мислям дека е толкова. Не се кява, математиката ми е слаба страна. Другари, дека беше Collectibles и овие не знам колко ке вредат. Най-интересно е Волчудо да знаете, тие ще имате кажи го, голема флота да речеме. Ово чудо, ако си го купите, мислам дека као демек ки помага да не се троше нещо гориво ли, ако не се лажам, као демек от соларните панели ки се напоила, ама не ме држете за збор, не се знае, играта не е активна още до тази степен. А мачката мислам дека ке дава repair. Repair. Значи замислете си, Бродо, всеки ще има флота и ако имате таква мачка Alien, значи ке ви го поправя Бродо, значи няма да мора да се враките у базата. А чекай, па тук и во пишуваше сигурно шо е. Чарм. Чарм, не чарм, ке видиме шо ке биде. Ово чудо исто Кругир ке дава некои бонуси. Original price е 420 долари, мяло купив за много по-ефтино. Сена се има 1662. И от игри NFT, да, имам. Ама Art NFT от Шонеси у игри, такво нещо съм кажал, няма никога да купам. Значи едино ако е за у игра. Я скиновите исто, коки имаме тръки, коки се тръкат некои за мене, ке може да си изберат 3 скинови. Презадоволен съм, другари. Презадоволен съм от това чудо. Развива се оваа игра. Кой не верува, не верува. Играта се развива, все повече играчи. Чим па е играта, брат, замисли се, чим не може да се логираш. Значи, по мои информации, доста луги пробват да улезат. Значи, играта се граде. Скинови. Гледай, брат, колко яко изгледа Устор. Той е роботите. Значи, презадоволен, нека си бачка, нека си надува, нека се граде, да се оключват шо повече играчи, да има airdropи. Трябва луѓе да кажете тия ще имате по-яки компютери, да вземем да се соберем, ако можем да успеем да стримам. Ево как гледате, не ми сецка, ама на толкова работи, мада можно е да стопирам позадина и да копам, ама ако се соберем повече играчи, трябва да вземем да снимаме едно видео мултиплеер, я например да креирам и да ги видим овие мапи и да снимам, да има, да си изпукаме, да видим, може ако некой найде някаква грешка, нещо да прияви на Discord, те го знаете, може да му дадат някаква награда. Али свига се ко се развива, значи играта, която ще била маме, гледаш, можем уши сега да играеме, само ще няма награди. Значи гледаш, луѓето си играят мултиплеер, тестират си. Значи, играта е оперативна, виж и ова идеал, она си беше оперативна, но има нови мапи. Само що сега можеш и да хостираш, що е супер. Уште много луѓе не се видели дека се добили airdrop, най-интересно друго е, що съм изненаден, Solana, братче. Значи, изрекламира по Star Atlas, конечно да се отдужат, на толкова ще и правят много трансакции. Значи, гледаш шо вика MMORPG, Space Explorer Game, Oni Alien, Ustor Robots and Mad Humans. Аз съм изберен Ustor Robots. Най-кул ми се некако и за това.
Minigame available now include third-person shooter arenas, ship racing and the RTS game. Sage Labs. Значи, гледате, луѓе, Solana Network објавува дека играта си се развива. Едва и чекам да ги видам тия трки. Јас сум купил и джойстик. Да не ја чек сега да колко време снима. 25 минути. Тук гасам, другари. Чисто беше да го покажем airdrop-о. Кој не го мрзе сега? Мрзе стварно. Правам 40 минути видео. Катастрофална грешка. Не може да се концентрирам. Иначе планирав да и у поднаслов да напишем колко съм добил airdrop. Колко съм добил кажи го награда, али да мислам дека е $10,000, ако не се лажам, нека присмета некој, пак ќе коригирам у наслово. Значи гасам тука, другари, и едно видео ќе направам кратко за маркето. Чао. Да, значи кој сака да пресмета, кој прв ќе напише коментар. Здрави, ја и ќе го проверам дали е точно, колку вреде и кој ќе е погодил, да речеме, или кој прв ќе напише да пресмета. Значи не мора и да е точен што се вика да ама барем да е приближно да пресмета. Частам го вечер. Чао.